20 ноември или меѓународниот ден на правата на децата, така што тоа е нашата тема во следните минути, односно во студио ќе разговараме за проектот Децата на прво место, а тоа е секако иницијатива која што има за цел да ја зајакне свеста за правата на децата, меѓутоа секако како што кажавме и правата и обврските одат заедно, но и едукација и на наставниците и родителите и сето тоа ќе ни го доловите токму вие, односно моите две денешни гостинки, Сузана Пецаковска, раководител на проектот, и Сана Киранчиска, која што е извршен директор на Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Добро дојдовте. Благодариме на поканата. Добро утро. Сузана, пред се ќе започнеме со вашата фондација, затоа што некако денешниот датум и денот на правата на детето се поврзува тесно со вашата работа, па така што во моментов што е фокусот на работењето на Фондацијата Чекор по Чекор? Да, нашата фондација всушност реализира проекти кои што се однесуваат за подобрување на сите услови за да можеме на децата да им обезбедиме да може да го остварат својот целосен капацитет. Нашата фондација почна да работи со децата од предучилишно образование и тоа уште пред 30 години, 94 година лани славевме јубилеј. Меѓутоа потоа почнавме да работиме и во основното образование и главно работиме со воспитно-образовниот кадар и во училишните установи и во училиштата, меѓутоа многу често работевме и со факултетите и со други невладени организации кои што исто така имаат во свој фокус работа со децата, односно подобрување на условите за работа за децата. По нашите проекти се од најразличен вид, сме имале проекти значи каде што даваме поддршка во установите, во државните установи во нашава земја и во предучилишните и во основните училишта, опрема, потрошни материјали, дидактика. Меѓутоа, исто така сме имали и проекти. Нашиот последен проект кој што се однесуваше на инклузивно образование, каде што дававме и стипендии за децата со попреченост и помош на родителите, бидејќи сепак на овие семејства им е потребна и дополнителна помош. Сме работеле проекти за децата од ранливите групи, децата од ромската националност, потоа исто така сме работеле со деца кои што се наоѓаат во сиромашни семејства, така што нашиот фокус на вистина главно е на децата од ранливите групи, меѓутоа и исто така за подобрување на квалитетот на наставата. За таа цел имаме направено различни обуки, имаме направено многу прирачници кои што ги користат наставниците и сето тоа било со помош на донатори, најпрви на Фондацијата Отворено општество Македонија, меѓутоа УСАИД, Европската унија, така што сите овие проекти кои што ги реализираме и сме ги реализирале исто така во соработка со Бирото за развој на образование и со Министерството за образование. Секако и овој последен проект кој што некаде трае од прилика година дена, Детето на прво место е дел од се она што вие го работите и го поддржувате, меѓутоа Сузана, со вас ќе поразговараме за тоа што точно представува овој проект и кои беа неговите првични цели, дали веќе при крај на самото траење на проектот веќе успеавте да реализирате дел од нив. Децата на прво место е 3-годишен проект кој што отпочна во средината јануари 2023 и завршува до година во јануари 2026. Тоа е проект кој што е финансиран од Европската унија, ЕИДХР, програмата за човекови права, тематската програма за човекови права и демократија, поддржана од Европската унија. Во нашата држава се спроведува од страна на Фондацијата Чекор по Чекор во соработка во партнерство со Народниот правобранител во државата и се спроведува во 5 основни училишта со јазик на различни јазици, со настава на различни јазици на настава. Албански, турски, српски и босански и македонски се разбира. Целта на овој проект е да ги поддржи и да ги промовира детските права како предуслов за демократски училишни заедници кои што креираат одговорни и активни граѓани. Фокусот на нашиот проект покрај широкиот спектар на детски права се ученичкото учество и исто така една од темите на која се фокусираше нашиот проект е правото на децата за безбедна училишна средина и заштита превенција од насилство и овој проект многу исто така еден добар дел од своите програмски активности ги насочи во тој дел. Што всушност значи зајакнување на свеста за правата на децата?
колку е важно тоа да го имаме во нашето секојдневие, затоа што правата и обврските одат заедно, рака под рака, колку се свесни прво и самите деца, а потоа и нивните родители за токму на оваа тема, нивните права. Па, правата на децата би требало да се почитуваат навистина уште од најрана возраст. Мислам, децата можат уште од најрана возраст исто така да направат разлика што е дозволено, што не е дозволено, кои се нивните обврски, меѓутоа тоа треба уште од најрана возраст да го имаат и родителите и се разбира и во предучилишните установи, а и во основните училишта. Бидејќи правата на децата не се на децата да им дозволиме се што сакаат да прават. Тие ги правиме за да можеме да ги развиваме нивните капацитети и се што се прави да се прави во најдобар интерес на детето. Во Законот за основно образование уште одамна постои како една клаузула дека треба да имаме ученички парламенти и ученички правобранител. Меѓутоа, за жал, тоа не се користеше до скоро време онака како што би требало да биде, туку повеќе стои некако формално. Со нашиот проект сакавме да им дадеме и да ги обучиме и самите ученици дека тие самите можат да одберат теми за кои што се важни за нив и да направат некаков план како тоа може да се реализира. Значи, наставниците, училиштата, децата би требало повеќе и родителите би требало повеќе да слушнат што е тоа што децата го сакаат и заеднички да донесат одлука во нивен најдобар интерес. Господја Сузана, за самиот овој проект имавте и национално истражување. Што точно тоа значи, односно што се беше офатано, па и како сте задоволни од резултатите? Ние спроведовме во 2023 година, некаде непосредно по отпочнување на проектот, едно национално истражување, кое што беше прилично комплексно и со широк опфат. Задоволни сме од големиот број испитаници, преку 1600 испитаници на национално ниво, вклучително ученици, наставници и родители, имаа можност да го дадат своето мислење за тоа колку и како колку ги познаваат Конвенцијата на правата на детето, колку ги познаваат своите права и нивните ставови и мислења дали и како се почитуваат тие права во училиштето и колку се практикуваат и како се практикуваат. Тоа беше едниот аспект што беше предмет на нашето истражување. Вториот аспект беше врзан со ученичкото учество, со колку учениците имаат можност нивниот глас да биде слушнат, да го дадат своето мислење, да учествуваат во донесувањето одлуки, да учествуваат во ученичкиот парламент, како дел од ученичкиот парламент, дали се избира ученички правобранител во нивните училишта. И третиот сет на прашања беше поврзан со насилството во физичкиот и во онлайн просторот. Ова истражување даде навистина многу интересни податоци, дел од нив за жал можам да речам дека не беа изненадувачки. Иако ова што го спомна Сузана, дека постоењето или основањето на ученички парламент е релативно нова обврска за училиштата согласно Законот за основно образование, сепак е некоја нова пракса која што иако треба, мислам дека треба доправо да заживее. Барем така покажа нашето истражување од 2023 година. Така, например, само 57% од учениците се изјаснија дека знаат дека веќе е избран ученичкиот парламент во нивното училиште, а 60% например воопшто нити чуле, нити знаат дека воопшто постои ученички правобранител. Значи тоа е еден индикатор кој што ни зборува дека тука треба уште многу да работиме за да се подобри, да го храбриме, да го поттикнеме, да го поддржиме ученичкото учество во училиштата. Истражувањето исто така ни даде многу други интересни податоци. Она што според мене од една страна беше добро е дека најголем процент од учениците смета дека воглавно правата се почитуваат. Нивните права се почитуваат во училиште, но дека тие но исто така во голем процент одговориле дека голем дел од нив не учествуваат во донесување одлуки.
Тоа е нешто на кое што треба да работиме и најчесто наставниците викаат, ама сега децата се многу мали, како можеме нив да ги вклучиме во донесување одлуки? Секогаш може и секогаш има постои начин. Од најмали нозе, затоа што ние во Чекор по Чекор веруваме дека училиштата се природни средини каде што тоа треба да се случува. И дека тоа е прв чекор кон градење на демократијата. Од мали нози децата треба да се учат што е тоа демократија, што е тоа демократски начин на избор, а ученичкиот парламент е токму начинот како се случува тоа. И уште само кратко за делот од истражувањето кој што се однесува за насилството. Исто така истражувањето ни откри, не би рекла шокантни, тоа беа повеќе очекувани податоци, дека 47% од учениците изјавиле дека има насилство во училиштата, а 46% изјавиле дека или биле сведок на насилство, или биле самите жртви на насилство. Така што тука има многу интересни податоци кои што и ги дискутиравме на еден јавен настан и ги споделивме не само со нашите училишта, проектни училишта, туку ги има кај себе народниот правобранител, ги споделивме со сите чинители, со надеж дека не само што ќе поттикнат дискусија за тоа што е тоа што може да поправиме, туку и да работиме на подобрување на условите и на подобрување на правата на децата во училиштата. Секако токму тоа е следното прашање во однос на тоа колку ваквите активности всушност ја менуваат климата во училиштата, особено кога станува збор за насилството и податоците, односно процентите кои што пред малку ни ги кажавте, тоа е навистина голема бројка. Затоа што споменавте и вие, или се жртва на насилство, или се сведоци на насилство, така што е навистина голем бројот и потребно е веројатно уште повеќе вакви активности. Како ова го менува на подобро генерално и општеството, за тоа што младите се оние кои што се движачка сила понатаму? Нас податоците од истражувањето ни беа еден сериозен поттик во рамки на проектот и да направиме обуки и за учениците, и за наставниците, и за родителите, меѓу другото и за насилството, како да се препознае насилството, како да се превенира и кои се заштитните механизми, како да се пријави насилството и така натаму. И во таквите обуки учествува голем број на деца, наставници и родители, и родителите, за наше големо пријатно изненадување, ги има голем интерес особено за оваа тема, затоа што беше повеќе од очигледно дека сите се засегнати, дека покрај своите деца и родителите се исто така многу засегнати од големиот процент на присутно насилство во училиштата. Насилството, лично сметам дека интересот за оваа тема меѓу другото потекнува и од таму што истражувањето за насилството ствари покажа дека децата имаат многу малку доверба, например, во стручните служби во училиштата. Се тоа може да биде предмет на дополнителна анализа. Зошто е тоа така? Најмногу веруваат, например, во класниот раководител, или класниот раководител се покажа во истражувањето дека е првото лице кому би се обратиле во случај на да бидат сведоци на насилство или да им се случи насилство, па потоа наставниците зборуваме кога ова станува збор кога насилството се случува во училиште. Значи кога се случува дома тоа е друг случај, меѓутоа кога се случува во училиште, ти би се обратиле прво на класниот раководител, па на директорот и така натаму. И доколку не се преземе, постојат ние исто така во рамки на овие обуки ги презентиравме, го промовиравме исто така пошироко едно упатство или протокол за постапување во случај на насилство. Тоа беше споделено пошироко и со наставниците, и со родителите, и со децата. Начините на пријавување на механизмите за заштита, можноста за поднесување представка како крајен чекор во народниот правобранител и така натаму, така што во рамки на проектот практично ние ги условно кажано ги обучивме или ги опремивме училиштата, наставниците, родителите и децата со сите алатки или со сите информации што ако се случи насилство и што ако се соочат со ваков случај во училиштето. Секако институциите, односно училиштата се тие кои што треба да го продолжат овој модел на функционирање и по завршувањето на проектните активности. Сузана, ќе го заокружиме разговорот со последното прашање, а тоа е во однос на овој проект што останува до крајот да се реализира и дали можеби веќе размислувате и за во иднина да се продолжи оваа соработка?
Па се разбира дека ние секогаш размислуваме и сакаме проектите кои што ги реализираме да фатат корен, како се вели, во училиштата и пошироко. И многу голем дел од нашите иницијативи всушност кои што биле за подобрување на квалитетот на наставата, всушност и станале дел од официјалните програми на Министерството за образование, од тоа дека нели треба да имаме стимулативни средини, да има учество на родителите и така натаму, така што и ова наша иницијатива всушност беше продолжување на еден претходен проект кој што го имавме исто така за правата на децата, кој што се викаше И јас имам глас. Така што нашата работа за жал секогаш зависи од донаторите и од можностите каде би можеле да аплицираме за следни грантови. Меѓутоа и понатаму значи нашиот фокус ќе биде детето, правата на децата од ранливите групи и на првата можност каде што би имале шанса да конкурираме за продолжување на овој проект, меѓутоа и генерално за продолжување и реализирање на програмските задачи на Фондацијата Чекор по Чекор, таа шанса ќе искористиме. Инаку, ние имаме наша веб страна, каде што сите прирачници кои што се издадени и во разните проекти се како некакво наследство и тие се достапни за сите наставници, родители и можат да се погледнат на веб страната на Фондацијата Чекор по Чекор www.stepbystep.org.mk, вклучително и ова истражување кое што го спомна мојата колешка Сузана Пецаковска, и така што доколку некој сака да дозна и повеќе информации од ова истражување кое што навистина го сметаме за значајно, бидејќи добивме многу интересни информации и секој кој што би сакал да работи на подобрување на состојбата со детските права, со спречување на насилството, тука може да најде информации за тоа како може да се направи. Секако благодарам многу за денешниот разговор и ви посакувам успешна реализација на се она што е станато до јануари 2026, а секако како што споменавте да стане и традиција овој настани сите вакви настани кои што се фокусот е детето и нивните права обврски се она што значи здраво општество. Ви благодариме на поканата. Благодариме.